Ако во првите 2 децении од плурализмот некој предвидеше дека на почетокот на третата, граѓаните во една општина ќе се доведат во ситуација да гласаат само за една кандидатска листа за советници, многумина ќе речеа дека тоа е невозможно, бидејќи политичката кујна е доволно мрсна за сите што се во неа, да можат да се омрсат. На општина Виница го доживеа токму тоа што во плурализмот се смета за своевиден апсурд. Граѓаните без нивна вина ќе мора да гласаат за една единствена листа за советници, што значи дека сите кои се на неа, доколку одзивот ги исполни условите, ќе седнат на советничките столчиња. Од тука по изборите Советот на општина Виница ќе биде безреална и гласана од народот опозиција, па советниците од листата на ВМРО ДПМН со коалиционите партнери ќе треба да се поделат на владеачко мнозинство и опозицијско малцинство. Друга дилема која деновиве ја коментираат граѓаните е што ако некој од советниците се исели од општината или не дај Боже почине, како ќе се пополни упразнетото место и дали ќе се организираат нови избори само за еден советник? И што ако тогаш се појават други кандидати од други политики?